Градските улици се испразнија, а излетничките места се наполнија. Во весела атмосфера со музика, мезе, скара и пијалок, голем дел од граѓаните се одлучија за 1 мај, празникот на трудот, да излезат од Скопје и да го поминат денот надвор од градското урбано јадро. Убавото сончево време ги наполни шумскиот предел кај Кучково, паркот Сарај, Водно и местата околу Матка, Марков манастир. Телевизија Алфа направи обиколка на некои од излетничките места. Прославата и подготовката за скара почна уште од утринските часови. Денеска се наоѓаме во излетничкото место Кучково, едно од омилените на Скопјани кога станува збор за 1 мај. Граѓаните доаѓаат во текот на денот и носат со себе се што е потребно за добар излет: храна, пијалоци и добро расположение. Велат дека ова е ден резервиран за дружење и бегство од секојдневните обврски. Детскиот жагор и доброто расположение не изостана ниту кај најмладите. Па ништо е вака дружба. Баш не е убаво. Се правиме пикник. Така. Ден за одмор. Ден за собирање на пријатели и не знам, за пикник. Семено и со дружење. Значи, во еден шумот, мислам, во годината се споиме пријателите и роднините. Домашна трпеза. Нормално, пативниче, пиперче, скариче, тоа е. Да, сега со друштво, лично денеска ден на трудот, некој во излет на скара, кој како може. Па скара, обично скара, алкохол, сок, да се отпуштиме со друштво, се обележи денот. По Кучково продолживме во паркот Сарај, каде беше веќе видливо исполнето со граѓани. Сега се наоѓаме во Сарај, уште едно од најпосетуваните излетнички места за 1 мај. И тука сликата е слична. Граѓаните го користат празникот за одмор, дружење и уживање во природата. Традицијата со скара останува, а за многумина најважно е денот да се помине во добро друштво. Имаше и такви кои велат дека овој ден е ист како и секој друг, додека за постарите значењето на 1 мај постепено се губи од година во година. Велат дека порано празникот се одбележувал поинаку, имало повеќе содржини, можности за прошетка и одмор, па дури се празнувало и 2 дена. Денес според нив атмосферата е значително изменета и не наликува на она што некогаш била. Па нормално беше многу поубаво. Секогаш било поубаво, него сега. 2 мај се славеше, 1 мај не беше многу во центарот на вниманието. 2 мај беше празник на работниците и се славеше, мислам, во кафани, во овие моралишта, таму секаде, тоа беше убаво. Сега добро е и сега, меѓутоа не е како што било. Фамилиарно со братето, со сопругата, децата. Ден на работниците, да одмараме, да искачаме маце на пикник. Со внуци, фамилиарно, така е. Инаку меѓународниот ден на трудот се одбележува во голем број земји ширум светот. Во Македонија до 2006 година се празнуваше 2 дена, а денес официјално се одбележува само на 1 мај.